Да, се враќаме во студиото со нашите гости. Зборуваме за оние, како што кажавме на почетокот на емисијата, фини теми кои не обкружуваа во 2016-та. Дојдовме до господинот Димков пред рекламите некако. Следите култура долго, кажавте, 25 години. Кажете ми, мислите ли дека луѓето оптоварени, како што кажавме, со оние секојдневни проблеми, со политиката, со сето оно што не обкружува, што нормално дека е неизбежно, тоа не е прашање дали сакаш или не сакаш, доколку значи не се занимаваш со политиката, таа се занимава со тебе, нели? Но имаат ли граѓаните време да посветат работа на нешто друго, на култура, а особено во ситуацијата кај нас, па не само кај нас, на целиот Балкан, каде може да се каже дека мејнстрим култура е турбофолк културата и кичот, шундот, тој што не обкружува, значи да не ги набројуваме сите тие моменти, имаат ли луѓето време да се посветат на или да ги почувствуваат вистинските културни настани околу нив? Неспорен факт е дека политиката има влијание врз животите на секој од нас. Значи независно дали сте уметници, спортисти, па дури и врз самите политичари, економисти, значи политиката има силно влијание воопшто во нашата држава, во општеството и во живењето. Меѓутоа одлуката дали ќе се посветите на спорт или на култура, значи на некој начин е индивидуална. Значи не станува збор за некој начин на абстрахирање на тоа што реално се случува во политичкиот живот, туку едноставно, значи станува збор за лична одлука на што најмногу ќе се посветите. Сега ова може делува така малку имагинарно, меѓутоа сепак одлуката секоја носи сам за себе. Да речеме, јас донесов одлука дека ќе се занимавам со новинарство, меѓутоа со новинарство исклучиво посветено на областите уметност, култура, фестивали, значи изложби, концерти, представи и така натаму. Дури имав и понуда во текот на мојата веќе 25 годишна работа да седнам да напишам коментар, да направам колумна или нешто слично. Ги замолив уредниците да ме остава да го правам тоа што сум го правил. И да не ме оставија да го правам тоа што претходно сум го правил, немаше да стигнам до книгата. Меѓутоа тие ме оставија и резултатите со текот на времето си дојдоа. Значи, дали ќе секако секој си го организира своето време. Верувам дека повеќето луѓе имаат време да посетат и изложба, и концерт, и представа. Меѓутоа зависи од нив дали ќе си дозволат себе си да дел од своето време го посветат на уметноста. Но сакав исто да ве прашам, но еве граѓаните и да сакаат да се посветат, значи не зборувам секојдневно, тоест целодневно да се посветени на уметност, но и да сакаат да видат нешто убаво, нешто различно, нешто што има културна нишка во себе, предплавени се со турбофолк, кажав, со кич од малите екрани, со некаква музика која нема никаква допирна врска со културата. Мислите ли дека можеби таа преплавеност исто така влијае да се намали културното влијание? Одговорот треба да го бараме на друга страна, значи некај граѓаните, некај гледачите. Да, јас не ми кажувам дека е таму проблемот. Најчесто да речеме тие ќе идат на концерт на звездите што некој ќе ги донесе во држава. Доколку не донесе, да речеме, звезди од областа на класичната музика, звезди од областа на филмската уметност, ликовната уметност, тие нема да имаат што да видат. Значи, поинаку би ги свртел работите, а тоа повеќе се однесува на уредувачката политика на медиумите и културниот менеджмент кој што постои и екзистира во државата. Претходно со господинот Шопов спомнавте, да, Македонска опера и балет оваа година направи супер новогодишен концерт. Ќе дополнам само Македонската филхармонија сега на 7 јануари ќе има божичен концерт со исто така ексклузивна програма. Така што, значи, тоа се две институции кои што едноставно сака да ја привлечат публиката, иако станува збор за на некој начин свечени концерти, што би требало да значи дека се популарни, односно се магнет за публиката, меѓутоа тие и двата концерти имаат многу сериозна програма. Така што тие што ќе отидат на
публиката што ќе отиде да ги гледа концертите, односно тие што го гледаа новогодишниот на МОП и тие што ќе одат на концертот на Македонска филхармонија, значи ќе бидат сведоци на еден ексклузивен настан. Иако ќе додадам дека практично самиот чин на одење на таков вид на настани е еден начин култура на однесување, односно култура на живот. Сега, повеќето луѓе би сакале да бидат дел од таков еден културен чин. Тие што не можат, веројатно ќе си наоѓаат некакви изговори, меѓутоа фактички културата не можеме да им ја однесеме дома. Треба сепак да направат еден обид да тие на некој начин се приближат до културата. А што се однесува до турбо фолк манијата, тука веќе темата е многу поширока од границите на нашата држава, така што колку и да делуваме, колку и да делуваме, култура, значи тоа е цела култура само по себе, Едноставно е, значи, вие да се обидувате да на вашата работа да се обидете да направите така да не навлезете вие во таа турбо фолк или шунт шема. Односно да не им препорачувате на гледачите или на читателите, да не им препорачувате шунт вредности. Не можете да ги избегнете, ама барем најдете некои примери кои што ги носат вистинските вредности во себе. Да. Господин Милевски, ми се чини дека сите балкански репрезентации имаат една нишка која не е формална, не е официјална, но која провејува низ менталитетот на играчите. Значи се работи обично за репрезентации кои се изразито богати со фудбалски таленти, со природни таленти. Но мислите ли дека еве на македонската фудбалска репрезентација не достига оној краен чин? Значи јас верувам дека има победнички менталитет, но оној момент да се издржи до крајот, например што ја краси како што сите зборуваат германската фудбалска репрезентација, да не се потклекне и физички, но и психички кога е најпотребно. Евака, сето тоа што го изнесоте сега, сте во право, но до пред 2 години. Што се несо до U21? Ке напомнам сега, ке изнесам неколку примери, па вие заклучете сами. Да, внимавајте само да не изнесете некоја тајна. Не, да не отиде. Нема тајна, ова е нашата јавна работа, така да не е никаков проблем. Не, вашите колеги се лектори да не искористат, не за друго. Не е проблем. Дај Боже, и ја ќе бидам најсреќен да не чекам уште 20 и кусур години за да се пласираме на некој европско првенство. Но ние имавме проблем, тоест воочен од овој стручен штаб со број 1 со менталитетот. Наш, македонски, што се несо до фудбалот збора. И таа беше детектирана као една мана, што ќе кажам, тој менталитет со еден комплекс на пониска вредност. Секојаш искачавме на терен за да не загубиме. Ова е U21 излегол на терен за да победи. Без разлика дали игра со Франција, дали игра со Северна Ирска или со Исланд. Но тоа не идеше така лесно, затоа што според мене е природен процес за да промените вие менталитет на едно глобално ниво, се потребни години, па минимум едно 8 до 10 години. Но ние успеавме за многу пократко време интерно да го промениме менталитетот. На начинот на кој што размислува македонскиот фудбалер што е селектиран за U21. И ситуации ми покажува низ текот на квалификациите од надправа дека сме на добар пат да го смениме тоа. Ни се случи точно македонскиот менталитет на првиот надпревар со Исланд, на Исланд. Иако првото полувреме го одигравме можда и најдобро во овие квалификации, ја никогаш не бев посигурен во успех на еден надпревар. Почна второто полувреме во ист стил и се случи 12 минути да примеме 3 гола од ништо. После првиот гол веќе распад. Распад не зборам на физички план, него распад психички. Да можев ќе ги смене сите 11. Но тој надпревар можда и добро е што се случи
и тој момент на што ни се случи тие 12 минути на првиот натпревар, зашто анализирајќи го, не најдов ни една фудбалска, тактичка грешка на тој натпревар. Него се беше до тој психолошки момент и работевме наследните 3 месеци до вториот натпревар со Украина на домашен терен, на тој аспект, на тој психолошки момент, и мислам дека голот со Украина го дававме буквално во последните секунди, 93-та минута, и видов дека тој момент е преброден на некој начин. Што се однесува до издржливост, Герман, како што вие спомнате. Одигравме натпревар, мислам дека трет беше пред завршеток на квалификациите со Шкотска во Единбург. Иако бев примерен да направам 2 измени принудни во првото полувреме, иако станавме 63-та минута со играч помалку, не државме до крај. Со играч помалку, со далеку подобро физички подготвени фудбалери, кои Шкотска беше составена од играчи кои играат во Премиер лигата англиска, во Премиер лига Шкотска, во Чемпионшип Англија. Така да се работеше за страшно квалитетен противник, но момците издржаа 97 минути. Вие сменивте нешто и на кондиционен план? Не. На кондиционен план не можете да промените ништо во текот на подготовките кои ни требаат 5 до 6 дена. Но сакам да кажам дека менталниот спој и менталниот дел од подготовката е многу битен. И тоа ни даде за право да се надеваме дека веќе за нас тој менталитет македонски што не красеше долги години. Поготово најтешкиот натпревар според мене, што не чекаше после одигрувањето на тој натпревар со Шкотска на домашен терен со Северна Ирска за 3 дена. Тука е единствениот момент кај што се посомнева дали ќе успееме или не. Од тој аспект што секогаш кога требало, секогаш кога морало, секогаш сме потлекнувале тука. Но момците и тој момент го оставија за себе, истрчаа со Северна Ирска, иако имавме типично островски услови за игра, и дожд, и влажен терен, и судии против нас предпоставувам секој судиите се против нас. Не, никош не биле. Ја никош не сум кажал дека судиите. Такви флоскули се употребуваат. Но физички, поготово што фактот е дека од првите 11 8 не беа стандардни во своите клубови, значи немаа фул минутажа, одиграла страшно физички и психички тежок натпревар во Шкотска и требаше да се издигнат над се, да одиграат уште еден натпревар кој мораше да се победи, зашто веќе бевме на делба на првото место и тука беа шанси да запасме. Значи уште еден притисок плюс. Да. И од тој аспект ви кажам дека тој момент и моменти, тоест, се за нас. Да. Вие, повторно ќе кажам, навистина изненадивте нацијата, ете, успеавте, позитивно. Имаме уште неколку минути до крајот, значи можеме уште по едно кратко прашање. Сакав, господине Шопов, да ве прашам, зборувавме онака на таа тема, кажете ми, треба ли малку македонската филхармонија или опера и балет или било кој друг оркестар, значи малку да се популаризира не само класичната, но туку и оние преработки на поп музиката, на филмската музика, на филмските класици, знам дека го имаме, но треба ли малку да се работи на тој правец за да се привлече публика општо, значи да доаѓа на потоа на сите концерти? Да, секако. Пред се сакам да кажам дека Македонија е мала држава, сме, меѓутоа и многу поголеми држави ги немаат такви квалитетни, такви добри музички институции како што е македонската опера, балет и филхармонија. Вие знаете колку треба уметници во една опера, колку добри музичари, колку добри пеачи, хористи, па солисти, па режисери, диригенти, ние тоа го имаме. Мала држава, имаме доста уметници и треба многу
други држави да ни посади. Да, навистина се работи за институција во самата смисла на зборот. Институција во правата смисла на зборот. И кога веќе ме прашавте, па ние мислам за да се популаризира повеќе музиката, веќе македонска опера имала и такви концерти и филхармонија со филмска музика. Има и такви концерти кои што се популарни, заеднички концерти имавме порано и со Синтезис, па еве сега имаше Власко Стефановски имаше со Македонска филхармонија опрашени концерти. Тоа се тие концерти кои што носат и друга публика кои што доаѓаат во македонска опера и балет. Само сакам уште тоа да кажам дека добар, мислам, вие сте направиле многу добар за денеска ова емисија. Двајца од културата и господинот Милевски од физкултурата, од физичката култура, тие две нешта се најбитни во животот. Тие многу луѓе тоа го знаат, дека културата и физкултурата, односно физичка култура, здраво тело, здрав дух. Тука музиката и спортот може најголеми радости да им пружи на сите. Мислам, некој да не ми замери, сите уметности имаме многу одлични други уметности. Меѓутоа, такви еуфории може спортот да постигне. Ја верувам дека и денеска Македонија се горди со младинската репрезентација која што веќе се пласираше, да се сетиме само на кошаркашките кога бевме во полуфинале кога игравме на Европско првенство. Ја верувам дека и понатаму ќе се случуваат добар спорт, јак спорт, добра музика, добра држава. Да. Имаме уште една минута. Ја мислам можеби немаме ни цела, но еве господине Димков, за вас последното прашање. Ја напишавте книгата, мислам дека еве новинарски знаеме колку е предизвик за еден новинар да издаде книга. Завршува ли тука вашата публицистичка дејност или мислите еве до крајот на кариерата да издадете уште нешто како една круна, да речеме? Можеби и повеќе, не знам. Практично книгата е иницијатор на нов процес. Затоа што сега спомнав дека направи селекција од 60 интервјуа кои што ќе бараат некој свој начин да бидат издадени, така што оваа прва книга практично иницира еден нов процес, значи покрај дневната работа нели во новинарството, да најдам начини како и тие интервјуа да си најдат нели своја трајна нели некаква основа кои што едноставно, значи кога веќе се селектирани ќе иницираат процесот да продолжи понатаму. Докаде ќе тера, ќе видиме, меѓутоа јас верувам дека кога ќе почне еден процес, добро е да се догура до крај, затоа што последиците нели се во однос на тоа што минатата година ми се случи се убави. Значи сепак ќе кажам дека наградата Мито Хаџи Василев Јасмин мене лично многу ми значи, иако не очекував дека ќе ја добија. Господа, ви благодарам на сите на учеството во емисијата. Јас повторно ќе кажам, и мене ми е мило што еве новата 2017 ја почнавме со нешто позитивно, па да се надеваме да имаме што повеќе позитивни моменти во оваа година. А вие, почитувани гледачи, се разбира, следете ја програмата на 24 вести.